Писта долга 300 метри и широка 30 метри, на која ќе можат да слетуваат беспилотни летала или попознати како дронови, се гради на армискиот полигон Криволак. На полигонот се одржува воената вежба Драгун Гардијан 2017. Македонски и американски војници со инженерски воени возила работат на пистата, која ќе биде прва писта за слетување дронови во земјата. Денеска војниците на Криволак имаа посетители. Високи владини представници, американскиот амбасадор во земјата, пратеници министри, си ги звалка чевлите со прав, наблюдувајќи докаде изградбата на пистата. Војниците пред високите гости го презентира и оклопното возило Бафало на армијата на Соединетите држави за пронаоѓање и уништување на мини. Премиерот Зоран Заев вели дека македонските војници го отвораат патот на Македонија кон НАТО. Војната вежба се случува пред посетата на подпредседателот на Соединетите држави Мајк Пенс на регионот. Ова само потврдува колку сме посветени кон интеграциите во НАТО алијансата. Ова можност на заемна соработка по неколку кратен пат веќе ја поддржува нашата целосна посветеност и нашата комплетна желба да час поскоро Македонија биде рамноправна членка на НАТО. Амбасадорот на САД, Джес Бели, вели дека оваа вежба го покажува партнерството на Македонија и на Соединетите држави во акција. Оваа вежба не започна одовде, од Криволак. Со серии на тренинзи започна во Германија, каде што го правеа истото што и овде, потоа во Романија, Бугарија и во Македонија. Ова е долг процес, но ова е тоа за што работат нашите воени партнерства. Овој вид активности може да помогнат да се унапредат македонските аспирации за придружување кон НАТО. На вежбата учествуваат 300 американски и 95 македонски војници. Активностите ќе траат до 10 август.